Добро вечер, вие гледате анализа. Добро вечер и за моите гости. Професорката Симона Груевска, Институт за македонски јазик, Огнен Вангелов, член на Историската комисија и Американ коледж исто така. Професор, добро вечер. И Исмет Рамадани, вие сте советник на премиерот Димитар Ковачевски за евроатлантски, но вредности. Повеќе би одело отколку интеграција, ако така. Не, вредности е. Вредности вистинскиот назив. Добро, денес се одбележува Денот на македонскиот јазик. Заради тоа и Симона Груевска ја прашувам што сгрешивме всушност во македонските институции. Вие знаете како изгледа македонскиот јазик кога говориме, особено политичарите и интелектуалните елити, би рекла, за што подоцна имам дури и примери, но што треба да обезбедат, она што недостасува во институциите, за негување, за почитување на македонски јазик, да не биде само декларативно, онака како што изгледа со години. Точно, декларативно сите се за чување и за грижа за македонскиот јазик, но всушност не е така. За да биде ситуацијата подобра од она што е сега, а знаеме дека е лоша со јазикот, онаа состојба која што ја слушаме секојдневно, треба прво да се почне од образованието. Некој што завршил основно и средно училиште, задолжително треба да го познава стандардниот македонски јазик. Значи, тоа е просто недозволиво, правопис да не се знае, значи, тоа е нешто што се учи во основно училиште. Еве, застарен беше првописот, објавивме ново, проширено, многу збогатено издание во 2015-та и во 2017-та имаше второ издание. Владата го стави онлайн, достапно за секого. Секој може да провери, нели, еве, на интернет, бидејќи брзината сега тоа го налага, нели, во електронска форма да можеме веднаш од секаде да провериме нешто. Значи, алатката ја имаме, но не се користи очигледно, затоа што она што го гледаме по медиумите, она што го слушаме најмногу од политичарите, тие ни се, да речеме, најприсутни по телевизиите, е страшно, да речам. Значи, воопшто никакво внимавање на ниту на изговорот, ниту на акцентот, ниту на употребата на одредени зборови, нели, влијанието на англискиот го имаме. Потоа по вие ТВ медиуми, она долу што пишува, па, нели, точки, големи букви и така натаму, непроверено од лектор. Значи, тоа е основното. Што е, да кажеме дека тоа не би било доколку имаат вработено лектори по институциите. Тогаш нема да гледаме дури од владата или од министерствата, веб страници на кои што има еден куп грешки. Значи, тоа ќе го провери лектор, нели, и потоа ќе биде како што треба објавено. Очигледно е дека нема доволно вработени лектори и тука мора да се подобри, односно државата треба да помогне, односно да насочи со закон или како, нели, бидејќи има еден закон кој што е веќе застанал од 98-та, според кој што ништо не треба да се објави што не е проверено од лектор. Да. Но не се почитувајте. Да. Значи, треба нешто да се направи повеќе тука, зашто ние ќе го прославиме овој ден на македонскиот јазик. Но останатите денови од годината што правиме суштински за да го зачуваме македонскиот јазик? Ќе затвориме вратата, ја отвораме само за славење практично. Ето, затоа велам помалку празници, а повеќе работа на секое поле би било многу подобро. Да. И исто така, оној третман што го имаме ние националните институти, сите, не само Институтот за македонски јазик, немањето проекти, немањето кадар, еве, во нашиот институт тоа особено, мислам дека ние сме најзасегнати за тоа прашање, мислам дека тука треба малку да се помогне од страна на државата. Да. Значи да се вработат млади. Ние за 10 на 15 години ќе отидеме сите во пензија и нема да има кој да наследи. Тоа не е нешто кадар што се прави преку ноќ, тоа сепак треба да се оспособува, треба да се учи да магистрира, да докторира, се научена истражувачка работа. Така што тука би апелирала помалку зборување, а повеќе вистинска грижа за јазикот. Да. Огнен Вангелов, член кажав дека сте на Историската комисија, но сте и македонист. Тоа, да, имате наследство
и самите, вашиот татко е великан всушност на македонскиот јазик, на македонската литература и вие тоа го негувате со децении, тоа До го... дипломски студии имам лингвистика, така што... Имате и лингвистика, вие сте и политиколог, значи, но работите на зачувување на идентитетот и преку историјската комисија. Но, ако ги заокружите сите овие професии кои ги набројав или занимања, што треба да се стори? Видете, нам не ни е мандатот да зачувуваме или да даваме идентитет во историјската комисија. Ние нашиот мандат го сваќаме многу конкретно, а тоа е разгледување на учебниците по историја и образовните програми по историја, заедно со колегите историчари, приговорите кои се од бугарската страна и дали може да дојдеме до некое решение кое ќе ги намали тензиите во двете општества. Тука запира нашата улога. Идентитетот не може да биде ставен на маса и тоа да биде предмет на разговори во комисијата. Во комисијата не, но на политичко ниво секојдневно гледаме дека е од страна на Бугарија. Така е, така е, да. И реплицирањето тогаш доаѓа и од македонска страна која вели дека се грижи за идентитетот. Но она што го знаеме, зашто Груевска говори дека тоа не е грижа за идентитетот практично, во она што се колнеме и залагаме декларативно. Па институционалната грижа тука би рекол затајува и тоа е подолгорочен проблем. Не е ништо ново. Не се работи доволно во таа насока. Законската рамка ја има, како што спомена Симона, постои закон од 98 година, постои дополнување на законот со јазиците, мислам дека се допрецизираа некои работи таму, но нема соодветна грижа за јазикот, очигледно е. По интернет медиумите, ама и во печатените и во електронските медиуми, употребата на македонскиот јазик е прилично лоша, а тоа е затоа што веројатно не се одвојува доволно средства за лектори кои ќе регулираат таа употреба на јазикот и освен тоа што ќе проверуваат текстови, например, за објавување, ќе имаат и некаква советодавна улога во институциите каде што работат. Така што вработувањето лектори е неопходно. И е законска должност, обврска која не се почитува. Да. Па, формално, веројатно, институциите имаат лектори, но колку еден лектор може да ги покрие сите сфери во една институција и да поминуваат сите текстови низ филтер на еден човек, не знам. Предпоставам дека треба тоа да се прошири и да има поголем обсек на вработување во институциите и државни и локални и така натаму, да се воведе ред во таа ситуација. Да се грижиме за нашата татковина, како што велеше Блаже Коневски, практично за јазикот. Она што тешко го правиме. И сме трамадани. Идентитетот не се чепка, тоа веќе и одамна го знаеме, но конфликтите настануваат сеедно, секојдневно практично. После низ примери ќе видиме како тоа изгледа. Но одбележувањето на овој ден, што значи за Македонија, за институциите? Јас... Низ политичка призма, може би. Неколку пати, може би су меѓу ретките што го повторувам тоа. Ако еден народ има кодифициран јазик, 75 години, нели? 78 години. Ако има Академија на науки, универзитети, држава и многу други атрибути и некој да се зима за право да дискутира за идентитетот, постои или не постои, мислам дека тоа е веќе дека биде или дежаву, воопшто нема смисла ни да се разговара на ова тема. Затоа што секој разговор на ова тема со народ, со сите овие нишани,
мислам да е декутантно и дури би рекол и примитивно. Дури би рекол и примитивно. Мислам, тоа е мојот став. И затоа велам не само за македонскиот народ, и за другите народи кои имаат веќе гарантирано со сите елементи, култура, јазик, етнос, и сето тоа. Меѓутоа, еве, обидот да се наметнува темата идентитет, јазик, мислам дека посебно во овој случај кога се работи во односите со Бугарија, мислам дека не доликува земја која е членка на НАТО и на Европска Унија и се повикува на ова што јас се бавам, евроатлантски вредности, навистина нема никаква смисла. И поврзано со вредности. Да. Така што, иако јас доаѓајќи наваму ја отворив малку темата, јас пред недела дена бев во Софија, однесов таму 15 атлантисти или евроатлантисти млади, кои се студенти завршени сега, мислам, дури и 5 бизнисмени кои се во склоп на Евроатлантскиот клуб на бизнисмени, мислам познати бизнисмени, земајќи од Еколог, М6, Тиквеш, собствениците Везешари, без разлика, да не правиме реклами, да. Но добро, тоа е факт. Целта ми беше да учествуваме во еден самит кој беше ЕУ Балкан, не ЕУ Западен Балкан, него ЕУ Балкан. Да. Затоа што после состојбите во Украина и војната, сега загрижени се и другите земји кои припаѓаат на овој наш Балкан. Да. Особено така Балканот е загрижен. Добро. Сега тие се почувствителни веќе. Пошто кога зборува Западен Балкан, како да не припаѓа тие таму каде што е ризично. А сега кога ризикот, односно опасноста доаѓа од ова што се случува, сега веќе и нивните размислувања малку се по-други. Меѓутоа, зборот ми беше таму, сепак ние разговаравме со прогресивни личности, млади студенти, почнувајќи од Соломон Паси, па со овој Илхан Чуку, како се Чучук, да. И мислам дека со нив може да се разговара на овие теми, затоа што тие апсолутно не навлегуваат во тоа што зборевме пред малку, идентитет, јазик, овие прашања, дури и за некои историски прашања кои сега ние не знаеме толку историја, меѓутоа кога ги ставаме во политички контекст, историските случувања, сосема други размислувања и тоа ме радува. Меѓутоа се плашам дека се уште се таму во малцинство. Мислам, тие кои... Како и Кирил Петков, сушност, кој изгледа дека е во малцинство. И да заокружиме темата со јазикот. Симона Груевска, професорке, 200, 300. Собранието, чествувањето, веќе не можам ни точно, но економијата, наместо медиумите, тоа е искривување некакво кое тешко оди, но е секојдневно. Сушност. Точно, акцентот особено. Мислам, тоа е реткост да се слушне веќе, правилно акцентирање. Просто реткост да се... Од каде дојде тоа? Имате ли некакви сознанија, анализи, истражувања? Дали се темели на српскиот? Затоа што личи на српскиот акцент. Не би рекла дека од српскиот. Не би рекла. Мислам дека тоа изместување може би поттикнато од некои други. Иако јас не се занимавам со акцент, сега не сум стручна, не ми е тоа специјалност,
Меѓутоа мислам дека и влијанието на некои дијалекти кои што нели кога доаѓаат цела Македонија нели во Скопје, па кога се прави една мешавина и така натаму, дека од една страна може да е тоа, а од друга страна можеби некои други причини, не знам, можеби има некако изговорот полесен или не знам што да или помодерен можеби. Помодерен можеби сакаат да звучат некако, нели да не звучат така, да не употребуваат третосложно акцентирање. Не би знаела сега за може се и психолошки, може се и социолошки, не знам какви се причините. Да, ова е четвртиот слог од назад, така. Да, исто така кога се членува, па се останува акцентот на тоа место кај што бил без членот, значи не се поместува. Тоа сепак има нели мои колеги и колешки кои што се занимаваат повеќе со точно, тоа и јас тука сепак не би навлегувала. Но употребата на странските зборови, употребата на сленгот во официјални некои обраќања, значи сленговски сленгизми така наречени зборови и така натаму, тоа е сепак недопустливо. Сепак стилот на обраќањето на јавната личност треба да биде соодветен на пригодата кога се обраќа некаде, како треба да се изразува. Ние гледаме дека и на највулгарен начин некои се изразуваат, а се носители на јавни функции, така натаму, така што тоа е нешто што треба да се работи многу. Бидејќи сепак во странство на тие западни земји, а можеби не само западни, не знам, јас не сум во текстот тоа, сепак има цели тимови кои што се околу и кои што треба да внимаваат на тие работи, кога нели не е само председателот или не знам премиерот или министерот, но тие имаат околу себе некакви тимови. Би требало да некако нели се обучат и луѓето за некаков јавен настап кога настапуваат. Но самото тоа знаење на јазикот и на правописот е сепак основа. Значи без тоа нема држава. Нема татковина на која се колнеме. Па не, вистински треба да се покаже грижа за македонскиот јазик. Значи вистински да се покаже, не само преку празници, честувања и така нели некои изјави, флоскули за македонскиот јазик и цитирање на поетите и на Конески само и така натаму, туку на вистина треба да се има државна стратегија во врска со македонскиот јазик. Ама тоа не сега дека нема, тоа нема со децении. Да, но мора значи, да се почне, ако мора нема, да се мора почне, да се ако на вистина веднаш. сакаме да покажеме дека се грижиме за македонскиот јазик, ние треба нешто сериозно да смениме. Значи тоа веќе и можеби вие како институт да иницирате сериозно, да седнете на маса со луѓето кои се одговорни во државава токму за овие прашања. Имаме министер за образование, имаме министерка за култура, премиер, било која институција земете и можете да иницирате и да инсистирате на средба. Да инсистираме, сме инсистирале за различни работи, не баш сме поминувале добро секогаш. Ева да ви кажам за правописот, например, во 2015 година, конкуриравме како за обична книга на конкурсот од Министерство за култура со 500 тираж. Што е тоа за правопис? Како да ви кажам? Треба, значи тоа не може ние како за некое литературно дело, сега правопис е како еден вид закон во јазикот, нели, правила на пишување. И сега требаше државата да застане посилно за тоа, не само како за обична книга, нели еден тираж од 500 и толку се потроши. Тиражот за 2 недели нема правопис. И сега нема да се купи. Нема, што да правиме? Нема да се купи, да. И тоа е, нема да се купи. Мислам дека тука не е секогаш дека не сме барале поддршка, сме барале, но од различни причини, некогаш и внатрешни, некогаш и надворешни, некои работи не излегуваат, не дека ние не сме агилни, еве постојано. Секогаш кога ќе не викнете од медиумите, ние доаѓаме. Секогаш ги кажуваме проблемите, што треба да се направи, идеи даваме, интервјуа даваме, значи меѓутоа некои работи едноставно не успеваме да ги направиме. Еве ова за лекторатите, нели за една стратегија државна да се има за македонскиот јазик и внатре во државата и за афирмација надвор од државата. Добро, ние треба да го правиме, нашата држава треба да го прави. Треба посебна емисија за ова да се направи, дефинитивно, за да се започне нешто да функционира. Да пружите рака со одредена, нели, политичка фигура и да бидат решени проблемите.
Имаме уште малку пред рекламите, но доволно за да почнеме политичкиот дел околу, иако политиката секогаш е во се, всушност, и околу јазикот, апсолутно, околу вчерашното славење на Гоце Делчев, на национална конференција во спомен на Делчев, на Бугарската национална телевизија, се емитуваше 3 часа како еден вид на поздравување на добрососедските односи со Македонија под покровителство на бугарскиот председател. Тоа не е воопшто проблем, но проблем е што повторно беше негирана историјата и идентитетот на Македонија, на македонскиот идентитет, кој беше промовиран практично таа негација, тоа негирање на оваа конференција. Како гледате, Вангелов? Па наменска е таа прослава, се разбира во контекстот на сите овие настани и ако ги земете предвид неодамнешните изјави на Радев, на председателот на Бугарија Радев, во однос на тоа како тој гледа на македонците, на македонскиот јазик, идентитет и така натаму, не знам што подразбира тога што е под добрососедство и каква е целта на таа прослава во име на добрососедството. Значи, така го гледам јас, сега не ја следев таа прослава, мислам, немам подетални информации за тоа што се зборувало. 3 часа била емитувана. Не ја следев, немам вака детални информации за тоа какви изјави се давале. Прочитавте низ медиумите. Предпоставувам имало, меѓутоа не знам како се гради добрососедство со наратив дека тој со кого треба да градите добрососедство е измислена нација и измислен јазик од некакви заговорнички структури на Коминтерната кои потоа го наметнале тоа во Југославија и така натаму. Така што тука нема добрососедство, тука има говор на омраза преку највисоки државни институции. Зашто сме обвинувани ние, македонската страна, која велам ние? Јас не знам точно кои се обвинувањата за тој говор на омраза, а тој треба да се подели на повеќе нивоа. Или говор на омраза кој доаѓа од државни фигури и институции и говор на омраза во популацијата по социјалните мрежи. Несомнено го има и кај нас и кај нив. А тој говор на омраза по социјалните медиуми, по мрежите, по Facebook, Twitter и така натаму. Тоа се слободни платформи на кои секој може се што да каже. Така што тука има политики на слободно изразување на самите платформи кои ги дозволуваат тие самите платформи кои дозволуваат пристап на лични профили и така натаму, секој да каже во рамките на тоа што е дозволено. И секој има различни дефиниции од тие платформи за тоа што е говор на омраза. Но ако се вратиме на говор на омраза од јавни институции, јавни фигури, така натаму политичари, представници на не знам на културни здружени и така натаму, ми се чини дека говорот на омраза е многу пожесток од таа страна, отколку тука. Јас тука не можам да се сетам, освен од некои помали политички партии, да имало директен говор на омраза против државата Бугарија или бугарите како народ. Или пак некакви негаторски ставови од оваа страна кон државата Бугарија или народот или јазикот во Бугарија. Така што, ако веќе го конкретизираме говорот на омраза, што тој значи и како се употребува, пример за говор на омраза е ова што во континуитет го изјавува председателот Радев. Така што добрососедство и говор на омраза не одат заедно, нели? Да. И сметраме, Дани. Добрососедство и говор на омраза не одат. Огнан Вангелов говори за тоа дека не постои всушност добрососедство со толкава количество на говор на омраза која доаѓа директно од Бугарија. Па знаете што, кога политички ќе одговориш на вакви ситуации, на вакви пораки, обично се оди на 3 нивоа. Еден дел е со игнорирање, значи игнорираш,
вториот дел е се спротивставуваш со иста реторика и трета се обидуваш да најдеш луѓе од неговото обкружување за да може тие да му се спротивстават. Председателот Радев сум имал прилика и со него вака да имам разговор. Штетата ја прави во тоа што он има големо влијание во социјалистичката партија, таму каде што се и делот владата на Кирил Петков. Коалиционен партнер се, да. И затоа дури Петков внимава, иако 2-3 пати имаме слушнато дека он му кажува да за тој да разбере дека владата треба да се занимава со преговорите во врска со проблемот со нас. Јас не сум многу изненаден затоа што поаѓам од фактот кога се формира личноста на еден политичар, било да е председател, премиер, министр. Тој како личност се формира во време на живкоизам. Значи, нешто не бил он вреден. Вреден бил, мислам, пилот, студирал во Русија, напредувал и сето тоа. Меѓутоа, во однос на македонското прашање, во него е врежено тоа што е негативно, мислам. И затоа он не може и да се коригира и во моменти кога го признава притисокот што му доаѓа од напредниот свет. Дали тоа од американците, дали од европјаните, дури на се во последно време секоја изјава председател излегува и кажува, вика, имаме голем притисок. Да. И тоа е меѓутоа тоа не значи дека не треба да се разговара и понатаму, да се преговара. Тука не може да завршат преговорите. Иако тој говори за воинствен македонизам, како за бариера, го цитирам, за започнување на преговорите. Ова е споменато во неговото, една од неговите изјави. Меѓутоа, јас гледам малку дали тоа ми го возможува искуството во политиката или средбите што ги имам на многу нивоа. Мислам дека во суштина тој ретерира. Ако внимавате, во последно време он, освен бугарското малцинство во уставот, нешто друго не препотенцира, не него. И ако останува тука, иако не знаеме ние дали, меѓутоа во јавноста сега се почесто се обраќа со таа теза, да речеме, тогаш во однос на резолуцијата или декларацијата од нивниот парламент и ова сега што го кажува, има огромна разлика. Има огромна разлика. Добро, одиме со реклами и подоцна продолжуваме. Останете со нас. Се враќаме во анализа. Едно прашање за професорката Симона Груевска. Подпредседателката на Бугарија, Илијана Јотова, изјави: ние сме земја која создаде писменост и јазик на кој денес зборуваат над 300 милиони луѓе низ светот. Како може да се објасни на светот оваа бугарска наука? Тоа е стара работа. Тоа е баш од времето на Тодор Живков, како господинот Рамадани што го спомна. Значи, тоа е да се докаже дека бугарите се од нив се потекнува, старословенскиот јазик, тие единствени во словенскиот свет и во општо во светската наука, само тие го нарекуваат старобугарски јазик. Сите останати ние тој прв книжевен јазик го нарекуваме старословенски. Така што, мислам, тоа сами себе се сликаат на некој начин научниците,
со тоа присвојување, особено ако знаеме дека во тоа време немало нации, немало, мислам, такво нешто да присвојуваш и да кажуваш дека од тебе почнало се и дека рускиот потекнува од бугарскиот, односно старобугарскиот, мислам дека е смешно. За мене е смешно. Инаку теоријата, македонска теорија, нели, за тој старословенски јазик е дека во основата се говори од македонски говори од селата Сухо, Висока и Зарово, се вика тие села од околината на Солун. И таа теорија се вика македонска теорија заради тоа што е во територијата на Македонија, но тогаш се уште словенските јазици не биле изделени со како посебни јазици, тоа дошло многу векови подоцна. Така што да се тврди дека од бугарскиот јазик потекнуваат сите, мислам дека тој е основа на останатите книжевни јазици, е смешно. Но ние слушаме таму се и се што мислевме дека со промена на власта, нели, дека нешто ќе се смени, дека нема да го слушаме тој речникот таму и таквите напади и навреди. Но еве со некои, да речам, изјави, повторно се враќаме дека е истото, само во некоја друга обланта. Да. Така што не знам како ќе одат понатаму така наречените преговори. Преговорите Огнен Вангелов, ко председателот на Историската комисија Ангел Димитров, вие секојдневно функционирате, работите со нив, изјави: постоењето на македонската нација со вековни државотворни традиции е целосно политички производ и е задолжителна за тотална контрола во македонско време и простор. Прилично тешка реченица да се разбере што всушност сака да се каже, но суштината е дека македонската нација е всушност политички производ. Ако ги издвоите останатите делови од оваа голема реченица, што некако и немаат смисол. Па да, конфузно е. Конфузна е реченицата, намерата е јасна, бидејќи е конзистентна. Тоа што е основната теза е дека наспроти бугарската нација, која наводно е стара, 1300 години, или како веќе ја дефинираат кај нив, македонската е нова, октроирана политичка конструкција и затоа нема легитимитет во очите на Бугарија, бидејќи е вештачка творба, како што Коминтерновска творба. Тоа е тоа. Да. Тоа е практично истата теза, формулирана на малку по-конфузен начин, би рекол, за да звучи по-интелектуално. Но самата теза за нас, освен што е неприфатлива и смешна е, сите нации се политички конструкти. Сите нации до една се политички конструкти и некои од најстарите денешни нации се надвор од европскиот континент. Според создадени се со политички договор, едноставно е тоа. Нации, и тоа не се нови теории, тоа се веќе класични теории во социјалната наука и политологијата за создавањето на нациите. Најстарите нации се создаваат, барем според Андерсон, а не е единствен тој, на надвор од европскиот континент, така што да се зборува за тоа дека некои нации се стари, а други се нови, така што тие старите имаат некаков легитимитет да зборуваат за тоа која е вистинската историја, новите нации немаат таков легитимитет, е апсурдно. Мислам, не е поддржано тоа во ниту една сериозна светска институција, универзитетска или научна, како и да ги земеме работите. Да. Зборувам за институции на Западот, нормално на Балканот имате секакви... Квази, дури некои академии се биле всушност квази институции. Да. Тоа не е ништо ново, мислам, сме го чуле многу пати, не гледам причина зашто би го коментирале тоа постојано, тие позиции... Ова се најновите изјави и токму заради тоа... Да, ништо ново, само се пакува во различни пакети. Да заврши. Вангелов, завршивте? Да? Добро. Во однос на историските настани личности, може би ќе биде и поинтересно вака да мислам дека, тоа е моје мислење, веројатно и консултирано мислење, дека
историските настани, историјата не можат да бидат фешен. Што тоа значи? Не можеме ние да речеме цар Самуил, да го анализираме во сегашни и за идни односи во овие прилики. И како држави, и како нации, и така натаму. Анализата треба да биде и во контекст на политиката само во време и простор кога живеел тој. Односно кога и ако не за дневно политички потреби сакате да кажете, да. И најлесно мислам дека ако сме прибрани добро, ако сме добро подковани и културно и политички, најдобро можеме да се разбереме само така. Затоа што други прилики немало нации, немало и односот дури до 19-тиот век, кога веќе 18-19, кај нас конкретно 19 нациите се. Јас баш сега, пошто има доста вака дебати во односи, сега да проучувам нешто, дека ми извини Огнен како историчар, гледам Гоце Делчев. Политиколог, да. Мајката на Гоце Делчев се викала Султана. Султана. Сестрата Руша. И кога правам анализи, мислам во тоа време, кога се родени, се разбира, затоа што свеста за национално будење кај Гоце Делчев доаѓа понад, меѓутоа кај неговите предци тоа не било до крај разјаснето, затоа што тука има нешто муслиманско, нешто султана, обично се имиња од султани и така, кај муслиманите сега има жени кои имат име султана. Руша има кај албанците. Руша во превод е грозда. Грозда е на македонски. Балканот е мешавина. На многу култури, на многу јазици народи. Тоа не Војсава. Значи славјанка била, не знам дали србинка, затоа што србите тогаш колку биле срби. Имаме или мајката на Султан Мемет, Фати Мемет, кој Цариград го освојува. Исто така, србинка. Мислам, тие се мешавини кои не ни дозволуваат за дневно, како што рековте, за дневна политика да ги користиме денеска. Едино треба сериозно да се занимаваме со нивната кауза. Да речеме, ако се занимаваме сериозно за каузата на Гоце Делчев, дека е за Македонија автономија, и неговите идеи, тогаш веќе многу по-чисто ги имаме работите. Затоа што од читањето имам и информации дека Турската империја при крајот, кога веќе знае дека се повлекува, значи после тоа, последната битка со Русија, им шепнале на малите народи на Балканот. Сега е време да се разбудите, Да се разбудите, сега е ваша шанса да направите нешто автономни држави и така натаму. Меѓутоа доаѓаат балканските војни и балканските војни пак големите сили го прават. Така изгледа всушност политиката. Јас се извинувам, ова не е мој ама ги ставам работите по политички контекст се разбира, да може да се разберат. Ама да не се злоупотребуваат во градење на тоа што е евроатлантска иднина, евроатлантска вредност и така. Но тоа се злоупотребува. Се злоупотребува всушност и клубот Ванчо, отворањето на клубот Ванчо Михајлов за Јотова значи дека е бугарски дом каде што ќе се воспитуваат бугарски поколенија. И тоа не е лошо, се разбира. Името е проблемот
е со името, инаку не е лошо да биде отворен бугарски клуб во Македонија. Никој нема проблем со тоа, Да. јас се извинувам сега вака, ама Да. никој нема проблем да се отвори па и има бугарски културен центар во Скопје, уште од ми се чини, не знам, 2002, 3, 4, не знам, е Но отворен. не е воопшто Но лошо и тоа уште од да се страна на отворат. Бугарија, например, тие немат никакви активности, не изгледа активен тој клуб, па дури таа од претходната влада, некоја министерката за надворешни работи, мислам дека беше, не ни знаеше дека постои. Тој постои и секако дека е потребно, и јас мислам дека и повеќе пати сум истакнала дека треба да се развиваат односи, значи во економијата, во науката, во Култура, медиуми и така натаму, да. Медиумите, значи јас сум секогаш за тоа, значи не да се расправаме за вакви работи, туку за да ја гледаме иднината и да се запознаеме подобро без предрасуди едни со други, значи да тргнуваме без предрасуди. Но ова беше, затоа велам друга обланда, всушност е истото, од бугарска страна, бидејќи тоа беше класична провокација со Ванчо Михајлов, мислам, таков клуб со такво име да го отвориш во Битола, освен провокација, јас не гледам ништо друго дека е. Зашто тие имаат толку многу личности, други, историски, важни за нив. Историски, мислам, секакви, кои што едноставно можеле така да го наречат клубот, а да го наречеш Ванчо Михајлов, знаејќи каква е климата и какво е мислењето на мнозинството за Ванчо Михајлов во Македонија, само може да биде провокација. Ништо друго. Така затоа не гледам дека нешто суштински се менува од таа страна. Добро. Како го доживеавте, Огнен Вангелов, отворањето на клубот под име Ванчо Михајлов? Па наменски исто како и се друго во овој контекст на крајно влошени односи, токсични односи би рекол, меѓу двете земји. Тоа се наменски политики за постигнување одредена цел во даден момент. Сега колку е автохтона таа желба на тие луѓе од Битола за отворање клуб со такво име, не можам да бидам сигурен. Мислам, не ги познам луѓето, не знам кои се зад сето тоа, но јасна е намерата зошто баш Ванчо Михајлов, како што рече Симона, има историски личности во Бугарија кои заслужуваат да носат име на културен клуб надвор од границите на Бугарија, да речеме некој што сака да отвори културен клуб во Битола, во Скопје. Има личности кои се великани во бугарската култура и кои би требало да секој бугарин да се гордее да стави такво име на свој клуб во странска држава, но тие тоа не одлучиле да го направат и покрај тоа цела државна делегација, иако како што реков, приватно својство беа дојдени на отворање на тој клуб, јасно зборува дека целта е наменска, а мене не ми е јасна самата намена, бидејќи од почетокот на доаѓањето на новиот премиер во Бугарија, намерата беше да се развиваат односите на повеќе полиња, затоа се отворија повеќе комисии и да се остават историските спорови да се решаваат на подолг рок, бидејќи навистина потребен е подолг рок. Тие се конфликтни наративи кои се развивале паралелно со децении. Веќе сигурно најмалку 70 години. И потребно е да се разговара во двете општества за проблемите, бидејќи истата историја се интерпретира на различни начини. И ние во иднина навистина ќе треба да разговараме околу тие работи за да се смират духовите во општеството. Меѓутоа, во атмосфера кога работата на комисијата, односно напредокот на комисијата, се очекува комисијата да направи некакви резултати во рекордно време, се врзуваат со пристапниот процес на Македонија во Европска унија, односно бугарското вето не е врзано за нешто друго освен за проблемите што ги наметнува со идентитетот и историјата, тогаш не е можно да се работи во таква атмосфера. И додека трае таа ситуација на врзување на македонското пристапување во Европската унија со работењето на комисијата, нема да може да има никаков напредок. Апсолутно не верувам дека е можен напредок во таква атмосфера. Во моментот кога ќе се изземе работата на комисијата од македонското пристапување, што пак исто така не мислам дека е политика која Бугарија ја планира во блиска или во иднина среден рок,
тогаш не гледам како може да се надминат овие проблеми. Значи, мора прво политиката да ги тргне од маса проблемите на не се проблемите на идентитетот, туку проблемите што тие ги наметнуваат во однос на идентитетот кој им пречи. Да. И историската комисија генерално. Која е заклучена? Да, преку историската комисија се настојува да се постигнат целите на документите донесени во бугарските државни институции, владата и собранието, резолуцијата во собранието и рамковната позиција од владата, каде што се наведени само историски проблеми и идентитетски проблеми, ништо друго не е наведено во тие документи. Доека тие документи се во сила како државна политика на Бугарија, со која обврзана комисијата од бугарска страна да ги наметнува во разговорите, до тогаш не може да очекуваме некаков напредок, бидејќи тоа не е атмосфера на градење добро соседство и решавање проблеми. Тоа е атмосфера на загревање на проблемите, отворање дополнителни проблеми, отворање пандорини кутии, за како да кажам, создавање една отровна атмосфера и меѓу луѓето, меѓу самите луѓе во двете држави и меѓу елитите, би рекол, и меѓу сите општо земено. И отровна атмосфера и во историските комисии можете да заклучите? Па не можам да кажам дека атмосферата е пријатна за работа. Тоа не може да, мислам, тоа е сигурно јасно веќе повеќе години, атмосферата не е пријатна за работа. Таква е каква што е. Ние се разговараме дека постои најмала шанса за некаков напредок и за доближување на некои позиции. Некогаш успеваме да се доближиме, значи не е секогаш апсолутно неможен напредок, но се до тоа зависи од влијанијата на политиката. Доколку се тргне политиката од работата на комисијата, може не напредок. Бидејќи прашањата кои ние ги разговараме се решливи во суштина. Да, постојат различни гледања на одредени периоди во историјата во двете држави, зборуваме за истата историја, нели различно се гледа на истата историја, различно се гледа на исти историски ликови настани. Може да се доближат позициите или да се изгради ситуација во која различните перспективи нема да бидат пречка за сближување и за нормални односи меѓу луѓето од двете држави. И постојат начини, мислам, тоа не се начини кои ние сега ќе ги измислуваме, туку кои веќе биле аплицирани претходно во други спорови. Од други спорови, низ Европа фактички правило е дека историските наративи во европските земји и во други земји во светот секогаш се повеќе се различни од колку што се слични, нели? Колку време беше потребно германската и француската комисија да дојдат до некакви допирни точки во гледањето на историјата. Тоа е процес веќе 40 и кусур години кој се уште не дал комплетно идентичен наратив во двете држави. Така што може да се живее со разлики, но за да може да се живее со разлики, потребно е другата страна да ги уважува елементарните права. И правила. Правила, но и права на соговорникот, нели? Бидејќи ние таму сме две рамноправни држави кои разговараат на рамноправен начин. Не може да се наметнуваат ставови по диктат на ниеден начин. И тоа не може да се случи. Се обидуваат тоа да го направат? Па не е тајна, нели? Се обидуваат на политички план, се обидуваат на многу планови, така што додека ситуацијата се поставува на такво ниво и во тие рамки и се вжештува атмосферата, не може да се дојде до некои конкретни резултати кои ќе бидат поволни за двете општества. За двете страни, двете општества, да. Добро, имаме кратко време. До самитот на Европската Унија во јуни има многу време и уште многу пати ќе говориме за тоа и Исмет Рамадани, но постои некаков оптимизам. Знаете колку пати имало до сега оптимизам? Сега јас може би претверувам малку со оптимизам, кога ги гледам работите во пошироко и покомплексно вака, доаѓам до еден заклучок дека проблемот наш со Бугарија сега веќе е дигнат на друго рамниште. Тоа значи на геостратешки. Со украинската криза, да. Украинската криза. Војна. Да. И кога веќе проблемот не е веќе
како што досега кажува, решете го вие. Да, тоа е ваш проблем. Ваш проблем. Да, билатерален. Сега веќе не е само наш проблем. Да. Фактот што е на геостратешко равниште или ниво, тогаш ќе мора да се мешат силите кои диктират геополитика во овој дел. И во таа геополитика ја гледам и нашата шанса. Јуни? Да? Да? Да. Со француското председателство, да се заокружи. Со со евроамериканското. Со притисокот за кој говори можеби Румен Радев? Не, ама тој е притисокот, ти знаеш дека добро сум информиран, притисокот веќе доаѓа од сите страни и мислам дека ќе мора да попушти Бугарија. И ако може да додадам, видите, кога зборуваме за реакции од надвор, од Западот, да речеме од Европската унија или од Соединетите држави во однос на овие прашања. Видите, тие документи ги гледаат еве да речеме политичарите од западните земји, но и нивните интелектуални елити. Ние комуницираме, се обидуваме да им објасниме што е проблемот. Не прашуваат колеги од западни универзитети и така натаму. И документите тоа јасно го представуваат од бугарска страна. Тој објаснувачки меморандум на англиски јазик е, иако не беше официјален документ кој Европската унија не го објави, тој стигна до нас, така што ние ги знаеме сите детали на документите што Бугарија ги представува во Европската унија. И кога луѓето од Запад ги читаат тие документи, тие се шокираат што внатре содржат тие документи, бидејќи тоа што е представено внатре звучи како да се подготвува јавноста во Бугарија за некаква војна со соседот, а не за добрососедство. Во контекст на она што, например, го зборуваше Путин пред инвазијата на Украина, но не само пред инвазијата. Путин објави есеј за Украина со истите елементи на негаторство во јули 2021 година. Документот се уште може да се најде на сајтот на Кремљ. Со истите елементи на негаторство на тоа како украинската нација е исконструирана од Ленин и Сталин, како е, не знам, производ на нацизмот, современиот идентитет и сите тие елементи, потоа оди подлабоко во историјата за основата на Русија во Киевска Рус, која пак е колевка на руската цивилизација или на рускиот свет и така натаму, сите тие елементи кои се многу слични со елементите кои Бугарија ги пласира на Запад за Македонија. Во документите, но и во своите публикации, како таа гледа на Македонија, што планира со Македонија од да речеме тој свој идентитетски интерес, да речеме, во Македонија, да. Тие се свесни за позициите на Бугарија и им е многу непријатно како треба да се соочуваат со да речеме колегите од Бугарија кои пак сега да не звучам песимистички, но голем број од интелектуалната елита во Бугарија застанува за тие позиции. Малобројни се оние што разбираат дека тие позиции се крајно, не само што се радикални, се неодржливи, се ненаучни, се немаат никаков допир со европските вредности, ниту со она што Европската унија го заговара овде на Балканот. И тоа е проблем, да. Тоа е проблем за самата Бугарија, меѓутоа не знам како ние треба да се справуваме со тој проблем кој Бугарија самата го создаде. Бидејќи таа ги пласираше тие документи, таа ги наметнува тие да кажам наративи надвор зошто не може да го тргне ветото за Македонија и таа самата треба да ги отстрани тие проблеми внатре прво. Да. Што може би тешко ќе оди ноите оптимизмот на Исмет Ремадани? Едино резерва во оптимизмот имам во ова последно време што се случува, се плашам дека тој баталјон на дистрибуирање на лажни вести, информации, влијанија разузнавачки од Петерсбург
руски за кои говори Кирил Петков. Тие доволно опасни не се присутни само во Бугарија, туку и кај нас. И во Македонија се разбира. Во кај нас и се плашам дека баш во моментот кога треба да се направи некаков чекор сериозен. Напред, тука може да дури мислам не сакајќи или не го осознаваат колку што треба тоа што е невистина и тоа што е пречка за нашата земја да биде утре членка на Европска унија. Добро, на крајот сме на оваа дебата. Ви благодарам што бевте гости. Благодарам што не гледавте. Пријатно.